почитуван мандатар господин Христијан Мицковски, почитувани министри. Пред некој час колегата Халил Снопче изрече една реченица која ме инспирираше за поведот на овој говор, а тоа е дека демократијата не е режим, туку практика. Режим нели мислејќи на уредување, и јас сум убеден, гледајќи го составот на новата влада и како го концепирате, дека вие многу добро го разбирате всушност ова, дека не е само уредување, туку и практика. Сите демократии не се исти, да потенцираме сите плуралистички демократии не се исти, затоа што на Западот, таму каде што има многу долга традиција на плуралистичка демократија, може дури да и се даде и револуционарен карактер, затоа што таму плуралистичката демократија се има развивано револуционерно и политичката култура напоредно со изнедрувањето на плуралистичката демократија како норма се има развивано овде. Во нашиот случај знаеме дека ние плуралистичката демократија ја добиваме преку вертикално редефинирање на политичкиот систем или на преминување од едно уредување во второ, и тоа ни доведено до една аномалија, каде што во македонското општество постоењето на плуралистичката демократија се гледа наместо како нормативен праг, таа се третира како оптимум. Тоест нејзиното постоење го оправдува сето што следи после тоа. Затоа пратениците кои денеска ќе ве поддржат толку многу пати денеска ги спомнаа бројките, затоа што за нив демократијата заврши на 8 мај, изборите се одржани во Струјница, во Кривогаштани, во Чешиново, Блешево, сегде имаат бројки да ни кажат. Но тие разбираат како нормативност, вие разбирате како практикување. За разлика од економската трансформација која од 90-тите ни даде резултати, нели од 90-тите веќе до денес имаме економска трансформација која е неуспешна, но сепак постои. Во однос на политичката култура, тоа што нашето општество како капацитет го има изнедрено на почетокот во плуралистичката демократија, уште го влече. Знаете, ВМРО, ДПМН и СДСМ, се менуваат по 6-7 пат, тоа значи дека ние никако да дојдеме до еден нов степен на демократизација, тоест на зголемување на политичката култура, и тоа е затоа што вие многу умешно знаете да играте со елементите на овој систем. Што значи тоа? Ние сме дел од една нова генерација, не зборам само генерацијски нели во години, туку и политички, ние сме од една нова политичка генерација и се гледаме како стремеж на македонското општество за само демократизација. И тука веројатно е нашата разлика, затоа што ние тоа што го поимаме како заболено ткиво, тоа што го распарчува нашето општество, вие го гледате како рај. И тој рај всушност се состои во вашата влада. Вие знаете дека најдобро ќе владеете ако ги инкорпорирате сите елементи на сите претходни режими во вашето владење. И така, демократијата не само како норма, не само како режим, да ја продолжите во поглед на практикување на овој тип на демократија, типичен за нашата авторитарна нарав, која ја негуваме. Затоа имате министер, веднаш најскоро имаме министер од владата на Заев, тоа е Таравари, кој во еден момент беше најлошиот министер за вас, но сега не е. И колешката Дафина тоа го кажа, што е разликата. Сега Мицковски е премиер. Тоа значи дека кога ВМРО-вец е премиер, тогаш корупцијата и криминалот дали се случуваат не се битни. Затоа имате министер од владата на Заев. Имате министри од режимот на Груевски. Имате луѓе од времето на Бранко Црвенковски. Искрено дури и на тие на луѓе на Бранко Црвенковски не знам дали би им се верувало во 2014 некој да им каже дека ќе бидат министри во вашата влада. И најпосле имате и од бугарашкото време на Љупчо Ѓоргиевски. Значи во вашата влада ги имаме сите претходни режими. Вие најдобро знаете сепак дека не е само доволно да се пополнат редовите со представници на претходните режими, на претходните гарнитури. Знаете дека системот најсуштински се храни преку неказнивост. Знаете дека и вас СДСМ ве врати од мртвите и ве аболицираше со тоа што дозволи вашите криминали да останат непроцесирани. И така претходно, и така предто. И така веројатно покрај препакувањата со колегите од СДСМ, најверојатно сите тие што се огрешили од народот нема да стигнат до казна за време на вашето владење. Најекватантниот пример од претходниот трансфер на власта се всушност и Груевски и Мјалков. Кои ќе бидат сега Груевски и Мјалков, тоа
вие најдобро го знаете. Неказнивоста вам ви е во јадрото или на земното постоење, па така на СДСМ кој пред 20 на дена немаше кворум да одржи собствен конгрес, да се подсетиме дека есента вие му направивте кворум за да го смени казнениот закон. Затоа што потребно е за овој систем да се одржува на криминалот и корупцијата да се даде ветер во грб. Никогаш да не дојде казната за криминалот и корупцијата. Затоа секоја идна влада повторно ќе ги инкорпорира сите расипани елементи од претходните режими. Знаете дека олигархијата треба да се негува и да биде задоволена, па затоа и нема многу да зборуваме како вие ќе удрите по здравството и образованието. Знаеме дека судирањето по работниците ги задоволувате апетитите за профит на олигархијата, но тук сме суспендирани во ова време каде што продолжуваат да работите секогаш како што биле, сепак геополитичкиот контекст околу нас се менува. Затоа можеби најголемата порака која јас имам да ја предложам тука е до идното Министерство за надворешни работи. Покрај нашите чувства, независно како се чувствуваме, очигледно дека македонската држава е во опасност. Таа е во опасност од редефиниција, таа е во опасност од надворешни притисоци. Тоа што внатре може да се амортизира, верувам дека сте го разговарале и дека нема да влегувате во интервенции на политичкиот систем кои ќе доведуваат до дополнителна денационализација на државата, туку дека ќе идете во насока на враќање на унитарноста. Но таму каде што нас ни се поставува прашањето е дека ние заедно бевме на протестите за францускиот предлог. Заедно рековме, не, иако вашето не е малку пофлексибилно, тоа беше нели дали е под бугарски диктат, дали не е, дали со одложено дејство, дали со гаранции кои Патани Пендаровски ги најави дека ќе ги добие гаранциите од ЕУ, па потоа ретерираше. Се надевам дека така нема да биде и во вашиот случај. Сега имате прилика, иако се наоѓаме на различни страни нова собраниска сала, сепак имате шанса за тоа што заедно протестиравме да го истерате до крај. А тоа е да ја промените преговорачката рамка, да го одбиеме францускиот предлог, да не ги ставиме бугарите во устав. Ние навистина веруваме дека тие позиции се вредни да се застане до крај за нив. Па дури и да се одземе мандат за нив, како што вие нели рековте. Затоа ве молам, променете ја преговорачката рамка, одбите го францускиот предлог, користете ги истите аргументи кои ги користевте овде кога се гласаше, а потоа и да го промениме името. Верувам дека 8 пратеници кои ви прибегаа, вие рековте беа уценети, па дали беа влечени, па дали беа ваши, нели беа ваши, сега имаме шанса да направиме дистинкција. Ова ВМРО ДПМН е едно ново ВМРО ДПМН, како што велите, и ова ВМРО ДПМН нема да подклекне под притисоците и уцените и ќе го врати името. Најпосле, сакам да ви порачам дека не би требале да влегувате во процес на амортизирање на незадоволството, затоа што незадоволството од политиките на СДС беше од тоа што тие беа подредени под ДУИ. Вие во еден момент ги факторизиравте со тоа што ви го гласаа системскиот закон. Се надам дека тоа повторно нема да се случи и да влезете повторно во авантури со ДУИ. И СДСМ беше казнет затоа што имаше национални капитулации. Дали со вас ќе прекинува практика, допрва ќе видиме, дали ќе ни го вратите името, дали ќе промените преговарачката рамка, а накрај само порака и до едното Министерство за надворешни работи е дека во светски контекст Европа станува се по-поларизирана, се дефинираат два табори, еден кој е про војната во Украина, кој сака да продолжи војната во Украина, кој сака да се храни војно-индустријскиот комплекс и да умираат невини луѓе на двете страни, или пак таа страна која сака мир и сака преговори за мир. Јас се надевам дека нашата влада ќе застане на страната на мирот, а не на страната на војно-индустријскиот комплекс, и тоа ќе го следиме, нели вашата позиција во однос на оваа поларизација во Европа. И за крај ве молам, направете го тоа што македонскиот народ сака да го направи, затоа што македонскиот народ секогаш бил на правилната страна на историјата, посебно во контекст на Втората светска војна, и посебно тоа што со екзодусот од Грција може да се направи паралела со Накба. Ве молам, признајте Палестина и ќе добиете поддршка за нас за тоа. Од нас за тоа.